средствата за јавно информирање и со кој член цензурата е забранета. Како и на член 28, според кој одбраната на Република Македонија е право и должност на секој граѓанин и дека остварувањето на ова право и должност на граѓаните се уредува со закон кој сите без остаток треба да го почитуваат и применуваат. Следствено на тоа, после 3 години плански насочуван, диригиран и спроведуван медиумски мрак, со цел да се задржи лажната слика на помирување со ништењето, обезличувањето и бришењето на македонскиот народ и одземањето на државниот суверенитет од суверените, го преземаме и следниот чекор. Активирањето и подпишување на ова барање, со кое од Македонската радиотелевизија како јавен сервис на граѓаните на Република Македонија бараме. Под 1. Добивање медиумски простор во нашиот јавен сервис со термини 2-3 пати седмично по 1 час или 2 пати седмично по час и половина, за да можеме на соодветен и достоинствен начин, ова не е достоинствен начин во својата држава на протест, да се обраќаш за највисоките државни и народни интереси. Предавници! Изроди! Имаме овдека спонтана реакција токму на протестантите, на вистина, затоа што револтот е голем, меѓутоа ќе замолам да, нека се смеат колку сакаат цинички, ние да го задржиме нивото, значи, затоа што овдека треба суштински да се обратиме, а не да одвраќаме на такви, како да речам, недостојни. Значи, за да можеме на соодветен и достоинствен начин да се обратиме до граѓаните и до целата јавност, за кои и за остварување на чии интереси постоиме како граѓански иницијативи и здруженија со автентични македонски заложби и иницијативи. Второ, да бараме изнесување на своите ставови, предлози и начини на практикување на вистинската народна демократија и обраќање на народните демократски субјекти и представници за потребното, особено актуелно, објективно и навремено информирање на народот и граѓаните во Република Македонија во програмите на Македонската радиотелевизија, пренесување и застапеност на нашите соопштенија, известувања, барања, ултиматуми до власта поради нелегитимното делување на штета на македонскиот народ и држава. Во согласност со стандардите и нормите на Советот на Европа, да бидат форум за промовирање на поширока демократска јавна дебата, отворен за разновидни идеи и убедувања во општеството, и платформа за учество на поединците и другите субјекти и нивно поголемо вклучување во демократските процеси, конечно за распространување на демократските вредности. Полека село се веќе испратени, а ако се село што поскоро исправат, ќе се празни и градот. Пошто нека гледаат колку умираат, а колку се раѓаат. И ќе им биде јасно дали ќе има плата повеќе за сите овие што во Македонија чекаат денеска да бидат наградени со плата, со пензија, со заслужена награда за работа, за наука, за просвета, за било што. Така да, полека, ако снемува народ, ќе снема се, тогаш ќе ги прашам новинарите за кои ќе бидат присутни и кои ќе им дава повод за разговори
за презентација на збитнувања, на собери, на процеси, на се. Толку од мене, продолжите, еве.